утро за сите вас кои што сега се вклучувате на нашата програма, следите емисијата Утринско будење, а сега е време да започнеме и со денешниот разговор. Со нас утрово е Јован Илиевски, младиот писател. Минатиот пат со него разговаравме за неговото творештво, а овој пат ќе разговараме за друго нешто по кое е познат, односно за неговиот стил на облекување, а и за како модата влијае на јавниот живот и како јавните личности треба да се представат себе си со својот стил. Добро утро, Јован, и добре дојде во нашата емисија. Добро ве најдов. Ќе започнеме најпрво со твоето творевство, сепак нели од таму да почнеме. Сега во сабота на 8 април ќе се представиш и на сајмот за книга. Малку околу тоа. Вака ќе биде на 8 април на сајмна книга во сабота. Ќе биде обично дружење како и секогаш, само што сега ќе бидеме сите македонски автори на клуб Матица. Ќе подпишуваме, ќе се дружиме како и секогаш. Ќе биде од 12 до 8 часот навечер на сајмиште и така. Читателите ќе имаат можност да се запознаат со вас, со македонските автори. Ме интересира каква е твојата соработка со другите македонски автори од Матица. Па ние се дружиме и приватно, се знаеме и поприватно, се знаеме и позади камерите. Интересното е тоа што кога ќе се уклучат камерите, ние сите сме по-формални, по-представителни, а всушност сме како сите обични. Всушност е едно малечко семејство, нели? Така и според сликите што ги видов на Facebook, убаво е тоа што се дружите, што се поддржувате меѓусебно, бидејќи Македонија и нема толку многу автори, нели? Па добро е и тие што ги имаме да се држат заедно за да се промовира и македонската сцена. Да се развие уметноста, да. Така. Сега да зборуваме за она што сме тука утрово, односно за модата. А ти си многу препознатлив и по својот стил, освен по своето пишување, па твојот стил беше препознат нели и од модни блогови, добиваш и многу коментари со тоа како се облекуваш, сепак си различен. Како би го опишал пред се својот стил? Па нешто со кое сакам да се изразам и нешто не толку посебно и автентично, ама сепак нешто мое и нешто што ги следи можеби светските трендови на некој начин. Колку е важно да имаш свој стил формирано, свој стил по кој се разликуваш од другите, а посебно кога си јавна личност? Секој треба да има изградено свој стил, барем по мене, или кој е во можност да изради свој стил, но кога се работи за јавен лик, мора да направиш нешто по кој ќе бидеш препознатлив и сега ние како автори, никој да не ги знае нашите дела, ние мора на некој начин да се одделуваме од самата толпа на луѓе. Така, за да бидеш препознатлив по нешто, па потоа можеби нели ќе ги прочитаат твоите книги. Да. Ако си ти карактеристичен како лик, понатаму и тоа е промоција за тоа што и го тоа правиш. Е потребно, да. Ете тука би го споминала Дарко Лешовски, тој го направи баш тоа, нели со посебен стил, па ја промовираше и својата поезија, успешно му одеше тоа. Што представува модата за тебе? Модата за мене представува еден вид на уметност, изразување преку кое ние ја искажуваме нашата персона и знаете како викаат кога влегуваш во една соба пред да зборуваш стилот е тој што те представува тебе, така да би се натоврзал на тоа и обликувањето е барем ден денеска е еден посебен елемент што кај секој човек е забележлив, неизбежно забележлив. Така, дали сметаш дека твојот стил доволно добро те представува тебе како личност? Дали сметаш дека со своите алишта можеш да се представиш и како карактер и како личност? Дали доволно добро го правиш тоа? Според нечва перцепција, тоа нели индивидуално, себе секој како тоа го
гледа, но според мене ете на некој начин успевам да се пробиам и на тој начин, тоест да влијам и како подруг лик од книжевната сцена. Така, споменав дека и модни блогови те забележале, можеш ли да ни кажеш малку повеќе околу тоа? Какви коментари добиваш околу твојот стил? Па се случило да многу пати да забележам коментари и на моја слика, и на моја приватна порака од модни блогери, од па дури и од некои продуцентите на Армани, на Версаче, така да на луѓе кои што се погови во модната индустрија и ми е навистина мило поради тоа и кога некој таков ти го одобрува тој стил, така да ништо друго не е важно. Така, сепак кога добиваш коментар од најдобрите и тоа позитивен коментар, тоа нели е многу важно. Јас издвоив некои слики, твои слики од Инстаграм, па предлагам да ги погледнеме и да ги коментираме некои специфични слики каде што се познава твојот стил. Режија, дали ќе можеме да ги погледнеме сликите? Одиме светските личности, светски познати личности издвоив што би сакала ти да ги коментираш. Што би можел да кажеш околу овие? Издвоив неколку, што би кажал за нивниот стил, ова се некои карактеристични изгледи што предизвикаа многу реакции, нели? Ете, Девид Бекам. Девид Бекам е јавна личност што покрај фудбалот него навистина го бива за шоу бизнес и за модна икона. И можам да кажам дека секоја комбинација му е предобро искомбинирана и тоа си на него буквално пиштиот стил. Сега он како лик и кога ќе излезе каде и да било, он што и да облече на себе, он е Дейвид Бекам, така да. Така, сепак е јавна личност, но ете тоа што го зборувавме, да си изградиш себе си со својот стил за да го промовираш тоа што го правиш, мислам дека кај Бекам успешно. Тој го прави тоа многу умешно. Така, одиме со Џастин Бибер. Џастин Бибер, уште од кога излезе нели на јавната сцена, он има некој поразличен стил што го промовира и некои стандарди што он ги шири. Но кога се работи за конкретно оваа слика на Црвен ТВ, како не се лажам, на Мед Гала ова сако што го носи е креација на Балман, така да не е ова некој негов стил и фазон, но ете дека мислам дека се дружат со Оливер Рустинг, директорот на Балман, па веројатно му го препорачал ова сако и он успешно го носи. Но дали на неговиот лик, на неговиот карактер одговара и нешто вакво, бидејќи сме навикнати да го гледаме во малку поинакво издание, нели? Да, за оваа прилика он го испочитувал дрес кодот. Така, и тоа е најважно. сепак е добро и различно, и мене ми се допаѓа. Одиме со наредно. Ете, најкоментираната слика и најкоментираниот фустан во последните години, Анџелина Џоли, незината нога, гола нога. Да, не сум сигурен на која манифестација беше ова, но Анџелина Џоли се што ќе облече на неја, седи дамски, седи толку прецизно сработено, па веројатно нели како и за неја да е сошиена. И она како женски лик, она е икона која што е неизбежна за фотографи, за новинари, па така да би рекол дека и овој фустан на нејзината фигура седи како извајан буквално. Така, и самата таа како појава, нели, зрачи се елеганција. Да. Така да ова и беше добитна комбинација. Одиме со наредното. Леди Гага, значи за неја има најмногу коментари
знае да изненади со својот стил и позитивно и негативно. Навикнати сме да видиме се од неа, но што би рекол конкретно за оваа комбинација? Леди Гага е личност која што секогаш била контроверзна, буквално секогаш, и во последните 2 години, ако не се лажам, она почна да го менува својот стил. Драстично го смени, драстично, според мене. и од фустани креации од месо и такви работи, она премина на тотално подруг изглед и подруг фазон, кој... Но навистина и одговара. Да, кој, да не се лажеме, на неа и седи навистина онака изврсно, и секој фустан што ќе го облече, на неа и стои на толикува. вистина. Сепак, еве, например, иако е пообична, пак е различна. И сега Ким Кардашијан исто така добива многу коментари за својот изглед, но конкретно за овој што би рекол? Ким Кардашијан е, како што знаеме, највлијателната личност во светскиот шоу бизнес. Мислам дека ова слика и од овогодинешната Мед Гала, па така да дрес-кодот беше да бидат облечени како некој стил на работи, и она тоа го испочитувала заедно со Kanye West, но тој шлиц, таа сандала, која што сега овдека Не можеме да се видиме гледа, така. но таа сандала е од претходни колекции на Tom Ford, која што по нејзината фабричка произведеност има 2 ременчиња, но специјално за Ким Кардашијан е извадено едното ременче, затоа што нејзиното тежеште на кое сите ние се водушевуваме не можело да го издржи напорот, тоест сандалата не можело да го поднесе тоа. Така да сите оние девојки кои што се огледуваат на обливите на Ким Кардашијан, време име да се повлечат, затоа што ова не. Така. Не. И еве модата што навистина се прошири кај нас, оваа јакна на Ера, што би рекол за тоа? Дали можеби премногу ја гледавме оваа јакна и низ градов, низ државава, па секаде низ светот? Дали малку се претера со овој стил? Претерано премногу и искрено, да, тоа на неа седеше... Ера успешно го носеше ова, нели? Да, седеше прекрасно, седеше како што треба, но како што поминуваше време, не само што светските брендови го седува ова парачаблика да го произведуваат, туку и многу ниски пазари по најефтини цени го продава ова. Така, гледавме нискобуџетни верзии, нели? Да, и секој трет го имаше ова, или во различна боја, а он беше истиот дизајн. А она го носеше тоа нели изврсно, ама кога станува збор за нејзиното глобализирање, ова е нешто веќе што станува кич. Така, доволно беше само Ера да го носи ова, Да. верувам дека до година веќе ќе излезе од мода и ваквата јакна и ова крзно нема веќе да Би го требало гледаме. да се надаваме. Така, сега продолжуваме со разговорот. Ме интересира на кои јавни личности ти се огледуваш, чиј стил ти се допаѓа најмногу, па и ти ете нешто можеби земаш. На некои јавни личности искрено немам нешто конкретно, но ете би кажал дека црпам инспирација од светските брендови, како што спомнав, кои што се богови во модната индустрија, како што се Balmain, Versace, Calvin Klein, но на крајот на краишата брендот не е нешто што секој треба да го носи, но што секој знае како да го износи. И кога почнав нели да се
да се изразувам на ова поле. Не многу се угледував на некои личности, туку ете така гледав да изгледам и да искомбинирам парчиња облека кои што се по мој вкус и само по мој вкус. Така. Дали сметаш дека мора се да биде марка за да биде стилски и за да биде еден изграден стил, или најважно е како ќе го искомбинираш сето тоа и каква порака ќе пренесеш преку тоа што го носиш? Па не е важно. Не е важно затоа што знам, еве поđeјќи од себе, имам дома искрено најефтина можна облека, а да не речам имам и прескапа облека. И верувај ми дека најчесто на луѓето им упаднувала во очи таа ефтина комбинација, што не е ефтина комбинација, туку се работи за ефтино искомбинирани парчиња, но сето тоа кога е тип-топ средено, на страна дали е бренд или не е, тоа изгледа ефективно. Така да се е до начинот на кој што ги комбинираме нештата, а дали на него ќе пишува не знамете Некој бренд. Да, некој бренд не е толку важно. И самиот кажа дури и за брендовите, нели не е важно кој бренд е, важно е како ќе се носи, Како така ќе и се за носи, да. за секоја облека, нели како ќе ја искомбинираме, тоа е најважното. Сега доколку е режијата подготвена, дали би можеле да ги погледнеме и сликите од Јован, да ги искоментираме и неговите. Ете, да видат и гледачите како изгледа твојот стил, што би искоментирал за ова комбинација? Не знам што да кажам за себе, но сликава почна да се врти по многу модни блогови и инстаграми и многу јавни личности ми ја одобрија ова комбинација. Не дека ми треба мене одобрение, но се работи Сепак е добро, нели, кога за печат, да, од некој што се разбира во тоа поле. Така. Одиме со наредната, да видиме како ги комбинираш и боите и разлите парчиња. Облека тука не може да се видат твоите чизми и дред зелени чорапи, а тоа ја прави нели оваа слика. Се значи имаш и некои смели обиди како еве ова дред зелено, но навистина добро стои на тебе. Како успешно да се искомбинираат посебно ваквите нели јаки бои, интересни парчиња што не се секојдневни. Ова е се црно, само нели крајот на панталоната пред глуждот е зелена боја и сакав нешто по кое што би се одделил нели и покрај таа црна, затоа што нели сепак кој да облече црното не е грешка. И под овој капот имам црна блуза, со мислам дека малку зелено деталче, така да мислам дека ова комбинација беше онака баш наедноставна, ама најефективна. Така, одиме со наредната. Ете, тоа што рече дека ти е омилено, еве. Тука не се гледат и чизмите. Така, ете можеме малку да забележиме нешто, но Да, чизма, бермуда и дукс кој носи мојот омилен бренд Балман. Пред некоја недела бев облечен на ваков начин и оваа комбинација не дека е нешто особено, но ете се работи за смело одбрани парчиња како што реков дукс, бермуда и чизма, што така, не тоа е баш е нешто навистина секојдневно. смело, сакав јасно да го искоментирам. Многу често може да се направи грешка кога се комбинираат чизми и бермуди, но ти го правиш тоа ете добро, на добар начин. Зависи од моделот на чизмата и на така бермудата. И ова навистина те представува тебе како личност, тоа што ти е омилено, твојот начин на облекување. Одиме со наредната. Ете, а наредната? Ете, тука се работи за не истата, ама ете сличната
сличната јакна на Ера и Стрефи. Тоа крзно, кога Само излегува што не овие е, нели, јакни, розе. да, во мода, јас реков дека нема да ја купам таа јакна затоа што е премногу искомерцијализирана, но ете се случи да ми се допадне и овој војнички принт, и тоа меко крзно на некој начин, па така да добро го износев оваа зима, па ќе видиме што следната ќе биде во Војничкиот тренд. принт сметам дека секогаш останува Да, актуелен и секогаш е секогаш ин. може да се комбинира, Секогаш е зависно ин. нели дали знаеме доволно добро да го искомбинираме, но секогаш е во мода. Дали имаме уште една слика или сте толку? Мислам дека Уште една слика. Ете тука. Тука сум на настанот Плати кафе со поезија во Скопје. Се појави во по формално издание. Но сепак да. со твој личен печат. Да, со мој личен печат кој многу го искоментира сакото, за кое како што гледаме е нагрнато, но тој е мој личен печат и така едноставно се чувствувам дека треба да излезам и излегувам и како што реков, комбинацијава е едноставна. Така, и се работи неутрални за- бои имаш За искомбинирано. мешавина на бои, да. Така. Да продолжиме со разговорот. Дали секогаш можеш да го најдеш тоа што си го замислил, тоа што сакаш да го обликуваш, или некогаш има потреба и од шиење, од нарачки, од надвор? Дали секогаш можеш да го најдеш сето тоа што го сакаш тука? Две работи. Никогаш не сум нарачал од надвор, што е чудо, и секогаш сум наоѓал тоа што сум сакал да го најдам. И кога Значи, ќе си имал замислам среќа. нешто, кога ќе замислам нешто, знам конкретно што барам, а не лутам. Знам конкретно што барам и одам, го наоѓам тоа парче и потоа го носам. А за шиње кога станува збор, да, ми се случувало и да сошијам, но тоа претежно биле големи парачни облека, затоа нели за кои било вредно да бидат сушиени. Така. Какви придобивки гледаш од својот стил во однос на тоа што го пишуваш? Дали го чувствуваш тоа дека ете со својот стил се извојуваш, па затоа и ја промовираш така и ги промовираш така и твоите книги? Дали тоа си го видел и во пракса? Дали ти се случило поради твојот стил некој да те забележи, а потоа и да те чита? Да. Да, тоа дури морам да кажам дека се случувало ете 40% од времето, а за обликувањето. Секој од нас авторите, не само јас, имаме некој не автентичен, не посебен, ама издвојлив изглед и начин на обликување со кој ние се одделуваме од масата на луѓе и секој е различен по тоа. Да, многу е важно во било кој, особено во овој бизнис, да најдеш свој начин, свој пат како да го изнесеш до себе и на правилен начин. Ми се случувало многу и на социјалните мрежи, па и лице во лице, да ме издвојат и да ме препознаат најпрво по изгледот, а опосле ќе се сетат, па ти си автор, па да, автор сум. Значи успешна промоција, нели? Твојот стил е и успешна промоција. Многу е важно да, како што реков за овој бизнис, да затоа што ако сакаш да седиш во плакар и да пишуваш од страна и да не бидеш препознаен од новинари и медиуми, тогаш да,
прави го тоа што го правиш и не се издвојувај никаде со стилот. Но кога станува збор за пробивање на книжевниот пазар, да, многу е важно и при самото твое појавување да се одделиш. Дали некогаш си размислувал да направиш и свој моден блог? Ете, на Инстаграм можеме да видиме твои комбинации, но тоа не е, нели, сепак не е нешто, моден да. блог. Дали си размислувал и во таа насока да одиш, бидејќи сепак си препознатлив по стилот, верувам дека ќе има и личности што ќе се огледуваат на тебе и на твојот стил во иднина, па дали би направил нешто такво? Па искрено пред некој време размислував и искрено не знам како ќе го изведам тоа, затоа што ми е многу ненапорно, но се работи пак за одделување на моето слободно време. Така. И ќе треба и таму да бидам активен. Но ете сум размислувал и веројатно еден ден ќе изненадам и ќе отворам свој моден блог, каде што не само на Инстаграм, туку и таму ќе ги скажувам своите парчиња облека. Така. Што би скоментирал за модата во градот, за модата овде и за модата општо во Македонија? Дали премногу имаме како униформа, да речам? Дали премногу се повторуваме со стилот? Дали многу често можеме да видиме исто облечени што немаат нешто свое, туку го имаат она што е, да речеме, во моментот најмодерно, па изгледаат сите исто? Дали се согласува со мене на Да. Најчесто сите сме, не се, туку сме во униформи. Така. Каков е изборот, нели? Да, што ги носи претежно Западот. И тука веќе се работи за рекламирање и за глобализирање на западните брендови, на тоа што го носи светот кај нас. А ние сме мал пазар, ние сме мал град и секој сака да биде препознан по некој светски бренд. Искрено, најчесто ние тоа не знаеме да го износиме, па ете се фалиме дека ова е Прада, ова е Фенди, но станува збор за фейк парче и станува збор за нешто кое не седи на секому, па ние знаеме да го износиме како кич. Така. Тоа е факт. Што би им препорачал на твоите врсници, па дури на постарите од тебе во однос на стилот, колку е важен? Ете, со самиот разговор може да видат дека стилот е навистина важен не само за јавните личности, туку и општо за една личност. Нели, да си изгради свој стил, да се осеќаш удобно во своја кожа и да се представуваш себе си преку тоа што го носиш. Да. Колку е тоа важно и колку се чувствуваш исполнето со самото тоа? Што би им препорачал ти? Најпрво да го носат тоа што навистина се случува, да се чувствуваат удобни во него. Тоа е нешто најважно. Без разлика кој и што ќе каже, најважниот елемент во модното изразување е да го носиме тоа што го сакаме и тоа што без разлика кој нели ќе рече нешто и како секоја индивидуа што треба да изради свој стил според можностите, така да секоја јавна личност треба току мора да биде препознатлива по нешто свое. И да биде влијателна на позитивен начин на луѓето, да им ја поттикне свеста, да знаат дека живееме во еден свет каде што е многу важно не само стилот на обликување, туку целосното наше појавување некаде, да им се даде тоа важност и ете да не се појавуваат како просечно, подпросечно облечен тетовченец, буквално. Буквално. Така, дали сметаш дека со самото формирање на свој стил и со самото изразување преку свој стил се шири и попозитивна енергија и се осеќа и
се чувствува и посамоуверено тој што го носи тоа. Да. За само товарба да не зборуваме, реално 50% од тоа што ние, јавните ликови го правиме, нели, за да дојдеме до израз, е поради само товарбата. Но што и да облечеме, и да нешто најприкладно за наш менталитет и да не е, секако дека кај некога ќе привлече внимание и ќе добиеме и критика или пак напреда. Но пак ќе кажам, но сете го тоа што ве прави среќни, тоа што ве прави самоуверени и тоа што навистина кога ќе го облечете знаете кој сте и што сте. Кога ќе се видите во огледало, нели, да бидете ви се допаѓа тоа. координа сами себе. Дали сметаш дека храброст е она што најмногу недостасува тука, па и стравот од критики, па затоа и немаме толку луѓе што се извојуваат со стилот? Да, дефинитивно живееме во едно општество, сега зборувам особено за овој град, па и ова држава, живееме во едно општество кое што е многу затворено, многу е навикнато на кој што ќе рече, на дали ќе ме види соседот ваков, па што ќе рече он, или некој по улица, и уште патиме тој синдром на кој што ќе рече и кој како ќе пресуди, додека како што реков, на западот тоа не е важно и најважното е тоа како ние се чувствуваме, затоа што на крајот од денот ние легнуваме со самите себе и треба да си врежеме во глава дека тоа што го правиме, па и носиме во текот на денот, треба нас да не спомнува, а не останатите. Не особено во вакво конзервативно општество. Никако. Многу добро кажано. Се надевам дека тоа ќе се смени овде. Се надевам дека луѓето како тебе што се извојуваат, што не се плашат да се извојат, дека ќе ги има се повеќе и повеќе, бидејќи тоа е слободата на изразување, нели? Да. Луѓето би биле многу посреќни доколку не би се плашеле да бидат тоа што се. Да. Ти благодарам многу на денешниот разговор што ете ни откри уште една своја страна. Разговаравме за она што го пишуваш, но ете да го запознаеме Јовани на малку поинаков начин преку тоа што го облекуваш, нели? Тоа е исти ти. Се надевам дека уште многу вакви разговори ќе имаме, ќе коментираме уште некои јавни личности, твои комбинации. Се надевам, да. И дека ќе зборуваме за некои поубави времиња кога ќе имаме многу поистакнати личности, ете така што ќе имаат свој изразен стил. Отворено општество. Така, тоа сите се надеваме на тоа. Да. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор, навистина интересен разговор, ете малку ја фативме и модата, тоа што се случува во светски рамки, тоа што се случува кај нас. Ние сега продолжуваме со музика, а јас тука би се одјавила. Ви посакувам убав ден, следете не и утре во истиот термин. Пријатно.